ова издание на Newsflash ке гледате. Утре се навршуваат 20 години од нападите на 11 септември, што значи овој ден за младите и тинеџерите во Њујорк. Многу жртви, не само во зградите кои беа срушени, туку загина и многу пожарникари, полицајци и случајни минувачи, но некои починаа и години подоцна како последица на тоа. Технолошкиот напредок во областа на протетиката во голема мерка го подобри животот на многу американски ветерани во изминативе 20 години. Ќе ви кажеме како. Останете со нас. Добро вечер. Ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јованчо Наумовски. Германија испраќа свој тим експерти кои треба да помогне во истрагата за утврдување на причините за пожарот во Тетовската модуларна болница во која загинаа 14 лица. Заврши и процесот на обдукција. На тема COVID, американскиот претседател Џо Бајден пак донесе наредба сите државни работници и приватни компании со повеќе од 100 вработени лица да се вакцинираат. Приватните работници може да бираат или вакцина или тест секоја недела. Државните работници ја немаат таа опција. А американците пак се сеќаваат на терористичките напади на 11 септември, кога животот го загубија 2996 лица. 20 години подоцна, што значи 11 септември за младите и тинеџерите во Њујорк. Ноа Родригес имал само 2 години, но 11 септември го гледа како денот кога земјата заправа. Сите ги гледале кулите близначки како горат. And that was important because И тоа е важно зашто има некој ниво на човечност во тоа, не мислам дека тоа ќе биде заборавено. Но живеејќи во политички хаос изминативе 4 години, а сега и со COVID-19, овој студент по медицина вели дека нападите биле само еден од многу катастрофални настани. 11 септември беше само уште една работа која се случи во низата лоши нешта во нашите животи. Нападите на Светскиот трговски центар несомнено го променија Њујорк, но за оние кои биле деца за време на 11 септември или биле родени кусо потоа, постои амбивалентност додека се приближува 20 годишнината. Мислам дека повеќето деца разбираат што се случило и сваќаат дека тоа било трагедија, но тоа не е исто како кај оние што ја преживеале. За 16 годишната њујорчанка Сара Малик, 11 септември е искуство прераскажано од незиниот татко кој работел во близина на кулите близначки. Тоа неповрзување со настанот е честа појава. Мислам дека многумина од нив не знаат, не е дека знаат, а не им е грижа. Джоан Мастропало од музеот посветен на 11 септември вели дека настаните и последиците од нив може да станат пореални за младите генерации кога ќе ги чујат приказните на оние што преживеале. Кога ќе им кажам што видов, што доживеав, како мирисаше воздухот. За 17 годишната Силвана Дави, овој ден има лично значење. Незината мајка требала да биде во кулите близначки кога удриле авионите. Ако мајка ми била таму, јас немаше да бидам овде. Растејќи во предградие на Њујорк, каде многумина ги имаат загубено родителите, нападите се дел од незиниот живот. Напишала и есеј за тоа за часот по историја. Мислам дека никогаш не треба да бидат заборавени и новите генерации треба да учат за тоа. Тоа е дел од нашата историја. Таа исто така собира пари за хуманитарна организација посветена на 11 септември. Се надевам дека луѓето сваќаат дека животот може да се промени во една секунда и да го ценат моментот кој го имаат. Додека сати одбележуваат 20 годишнината, идните генерации самите дефинираат што за нив значи 11 септември. Америка гори на многу различни начини. Не знам зошто луѓето се толку фокусирани на ова кога имаме поголема слика. Продолжуваме на истата тема, 11 септември, но од призма на пожарникарите. Оваа слика направена од непознат фотограф стана вирална во САД, но и на меѓународните медиуми. Копија од фотографијата се чува во Националниот споменик и музеј на 11 септември. Тоа е нашиот татко овде. Тој клекнат на колена, со месеци работеше во урнатините. По терористичките напади, Алиото работел во потрага по остатоците од мртвите, дишејќи токсични материи што му го оштетиле здравјето.
My husband had glass and Во организмот на мојот сопруг имало парчиња, стакло и црн чад во неговите бели дробови. И малку по малку тој беше одземен од нас. Лекарите му дале 10 години живот. Тој живееше 18. he was a fighter. Беше борец, но 11 септември никогаш не го напушти. Тој стана дел од него. Мислам дека повторно би го сторил тоа. Трите негови керки го памета тој страшен ден. Аманда имала 10, Ешли 6 и Алиса само 4 години. Анджела Алиото ги зела двете постари девојчине од училиште порано од вообичаено тој ден, но не отишле дома. Кај соседите ги следеле вестите. Многу нивни соседи имале пожарникари во семејството. All the moms were crying. And Мајките плачеа додека гледаа телевизија. Јас знаев дека татко ми е таму. Утрото на 11 септември Томас Алиото се вратил дома по ноќната смена. Откако дознал дека авион ја погодил кулата, веднаш се вратил назад. За малку избегнал да биде поклопен од северната кула додека се уривала. Му требале неколку часа да се извлече од урнатините. he thought he was dead. Мислеше дека е мртов. Се сеќавам дека ми рече, оти ништо не чувствувал, не ми беше јасно. Во 2006 година, поради здравствени проблеми, Алиото заминал во пензија. We lived a little bit different. Живееме малку поинаку од другите деца околу нас. Татко ми се од пред тоа. Тој беше сосема друга личност. Ешли и Аманда станале наставнички, како мајка им. Алиото се обидел да ја убеди најмладата Алиса да оди по таа патека. Избрала професија во полицијата, што го направило исклучително горд. Непосредно пред незиното дипломирање од академијата, Алиса со пријателите отишла во Националниот споменик и музеј на 11 септември, традиција што ја почитуваат полицајците во Њујорк. Ова е втора годишнина од 11 септември во нивниот дом без Алиото, но се во нивната куќа потсетува на него. Технолошкиот напредок во областа на протетиката во голема мерка го подобри животот на многу американски ветерани во изминативе 20 години. Џули Табо има повеќе на оваа тема. Американскиот оддел за ветерански прашања објави дека на повеќе од 250.000 ветерани им била ампутирана нога или рака од 2000-та, претежно како резултат од болести како дијабетес. Вештачки нозе и раце овозможуваат поголема мобилност и функционалност. Тој напредок продолжува. Нова процедура се применува за прикачување на екстремитет за телото. Се нарекува осиоинтеграција. Парче метал се вметнува во коската на екстремитетот, потоа се прикачува директно на протетиката. Ризикот се инфекции и фрактура. Се посветува големо внимание за развивање на науката во оваа област затоа што треба да е доволно добро за нашите ветерани. Мобилни прсти и зглобови кои ротираат се меѓу напредокот во ова поле. Вештачки раце на крајот имаат кука која може само да отвора или затвора. Но во 2017-та, двајца ветерани, Арти Меколи и Фред Даунс, обајцата ги загубиле двете раце за време на служба во армијата, се пронаоѓачите на уред наречен лук, што симулира природно движење на рамото, раката и дланката. Пред да добијам протетика бев многу ограничен во тоа што можам да правам. Сега правам многу работи кои што ги сакав порано. Напредокот во 3D печатењето исто така нуди надеж за развој на вештачките екстремитети. Жените ветерани може да имаат вештачко стапало на високи подпетици, а исто така може да го прилагодат зглобот за рамен чевел. Се работи на користење на постоечките нерви да им помогнат на вештачките екстремитети преку команди да ги активираат мускулите. Тука има уште работа. Шулц вели дека технологијата продолжува да се развива во речиси сите аспекти од направите на протетиката. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јованчо Наумовски од студиото во Вашингтон. Ви посакувам пријатен и убав викенд.